Почнуваме со топ тема на ваша страна и сега оној дел од анкетата кој ги покажува рейтинзите на лидерите на политичките партии и на партиите и кој како би гласал доколку утре се спроведат избори. Денеска премиерот Заев се фалеше со постигнатото во една година од неговото владење, но да потсетам дека резултатите од понеделникот на анкетата што беше спроведена и прикажана на Телма беа дека се граѓаните главно незадоволни од владините политики, најмногу се незадоволни од Министерството за здравство, додека единствено позитивно ја оценуваат работата на Министерството за надворешни работи. Но еве, благодарам на моите гости Клековски, Муслио и Божиновски кои се редовни кога станува збор за оценка, особено на рейтинзите на политичарите и на политичките партии, што се вечерва тука да ги искоментираме заедно, па да не должам многу, предпоставам дека и вие сте нестрпливи да ги чуете разликите или резултатите. Еве на почеток во првиот блок Боби Христов ги има оценките околу довербата на работата на премиерот Заев. Веќе кажа во најавата дека тој добива преодна оценка 2,87. Тоа е некоја средна оценка, па да видиме какви се оценките генерално и за други прашања поврзани со неговата работа. Мало подсетување, Жане, дека бројни показатели од првиот дел од анкетата во понеделникот покажаа незадоволство од владините политики во првата година од мандатот на премиерот Зоран Заев, па затоа во овој втор дел го проверуваме неговиот рейтингот на останатите политичари и партии, оние стандардни прашања, што би се случило доколку наскоро има избори. И во првиот блок две прашања кои директно се однесуваат на оценката на мандатот на премиерот Зоран Заев. Колку тој ја оправда довербата во неговата работа, побаравме оценка од 1 до 5, што школски значи единицата најниска, петката највисока оценка. И за првите 12 месеци на Илинденска број 2. Средната оценка за премиерот Зоран Заев е 2,78. Значи не стигнал ни до тројка или според она модерно оценување сега двојка со 2 плюса или 3 минус, но тоа ќе го кажат твоите гости, Жане. Како поединечно изгледа скалата од 1 до 5? Најниска оценка единица Заев добил од 26% од испитаниците, оценка двојка добил од 14,4% од испитаниците, 22,2 му дале тројка, 15,5 му дале четворка, 15,2% петка и 14,4% му дале двојка. Етничката кростабулација покажува дека единицата во најголем дел доаѓа од македонската популација, тројката од албанците, а кај петката поголем дел се македонците со 3% поени разлика од албанците, но ќе оставам сите овие податоци да ги елаборирате во текот на дебатата. И поврзано со ова, следното прашање е дали премиерот Заев заслужува повторно да биде избран на оваа позиција. Одговорите се крајно поделени. Еве ја табелата. 39,6% одговориле да, 38,9% не, или само 0,7% поени е разликата. Не се незанемарливи и оние 21,5% кои не одговориле. Но оваа тесна разлика на колебање веројатно ќе биде малку појасна и со етничката па и партиската кростабулација, но тоа го препуштам, Жане, тебе и на твоите гости. Благодарам, Боби. Ете, оценката на Заев е 26% најниска му дале, највисока дале 15,2%, кај албанците, како што и се очекуваше, е подобро стои Заев. Меѓутоа, на прашањето дали би го избрале повторно за премиер, изедначено е мислењето од 0,7 разлика само. Клековски, од друга страна, ако ги земеме во предвид и показатели, тоа е затоа и Боби ја напомена претходната анкета за работата на владата и таму оценките не беа високи и се движеа од средината кон ниски. Добро, прво, мислам дека е штета што немаме историски податоци, бидејќи ми се чини дека прв пат практикуваме ваков начин на
оценување на премиер без разлика дали е на 100 дена, на една година или 2 години, зборам со оценка. Меѓутоа, друга страна, ваков систем на оценување е практикуван на други места и морам да кажам дека заради поляризираноста на македонското општество најчесто се добива некоја средна вредност, бидејќи најчесто подржувачите на таа личност, тој функционер или таа партија имаат многу добро или одлично мислење, а оние што се против таа опција обично имаат најлошо мислење. Кај нас неретко имаме такви поляризирани оценки и тука можеме баш да приметиме на прашањето за избор или не избор една крајна поляризираност и тоа се одржува во таа оценка средна 3. Оно што е критично за ова влада, ако смеам да кажам, дека ако споредувам со првата година на владење на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН во 2006-2007 година, во таа една година Никола Груевски и ВМРО-ДПМН успеа да направат огромна консолидација на власт. Они влегоа во власта како малцинска партија, условно да кажам, во коалиција, а мислам дека веќе за една година, ако не за 2 години, веќе стигнаа до мнозинство во собранието и оценките брзо растеа нагоре. Сега, од оно што беше представено во понеделникот, се стегнува впечаток дека ова е влада на едно прашање. Секако тоа е стратешкото прашањето на нашата интеграција, членство во Европската унија и НАТО. Меѓутоа, како што видовме на другата страна, луѓето очекуваат многу по-непосредни резултати, очекуваат подобро здравство, очекуваат подобро образование и нормално најмногу очекуваат нови работни места и повисоки плати, подобар стандард. Тоа го очекува и пред изборите и на претходната анкета, очигледно очекувањата не им се задоволени. Божиновски, дали средната оценка е добра оценка кај нас? Нема некои големи можеби отстапувања, ама тоа што вели Кликовски пак има поларизација, пата е односот во однос на ставот дали повторно би гласале за Заев или не. Добро, и тука треба да се види. Меѓутоа има, морам да кажам, 20,5% кои не одговорија. Да. Убаво ќе беше да имавме претходна споредба и да се види дали таа група која што е неопределена се зголемува или се намалува, бидејќи кога расте незадоволство од одредена влада, прво се зголемуваат бројот на неопределени, че они од одредени поддржувачи, да кажеме, или некои симпатизери, без разлика дали говориме за гласачи или за луѓе кои што едноставно имаат перцепција дека новата власт или новата влада може да направи нешто, позитивен исчекор. Така да они даваат од старт, луѓето се, како да кажем, луѓето се пред се оптимисти. И оној кој што е неопределен, кој што не е силно кон една или кон друга опција, сака да даде поддршка. Но, доколку тие очекувања не се исполните, нината граница на толеранција е многу пониска отколку на поддржувачите, затоа што знае дека поддржувачите на една или на друга партија, без разлика, во најголем дел од случаите, без разлика на однесувањето на партијата, они повторно ќе поддржуваат. Не, овие луѓе се многу поважни, бидејќи они нема таква толеранција и веднаш од поддржувачи стануваат, влегуваат во онаа група на неопределени, за после се разбира да очекуваат и тука има шанса веќе опозицијата со програма, со идеи, со визија да ги привлече тие гласови. Особено што во случај ние говориме, да кажеме, СДСМ имаше едно многу хетерогено гласачко тело на изборите 2016 и 2017 година. Тоа не се луѓе кои што се цврсти поддржувачи на политиките, членови, долгогодишни симпатизери, како што на пример тоа успеа да го направи ВМРО-ДПМН, кој што десетина години имаше поддршка од околу 450.000 гласови горе-доле, плюс-минус 20.000 гласови. Така да тие луѓе треба да се затврстат, тие луѓе, мислам, треба да ги привлечеш. Очигледно, со овие резултати околу тоа што е исполнето, што не е исполнето, тие луѓе не се задоволни. Сепак еве податокот дека во мај 2017 кога сме правеле анкета, разликата на неопределените е речиси идентичен со оние неопределени што се сега, така да тој број има некоја константа кој ќе успее да ги придобие, може да направи некаков пресврт на некои следни избори. Тоа е многу значајно. Имаме тука уште еден момент што е важен, кој што претходно ние сме го немале во Македонија, тоа е дека
Да кажеме, имаме една група на луѓе кои што се солиден дел од популацијата, кои што се уште му даваат горе-доле безрезервна поддршка на Заев, а тоа се албанците. И ние може да ги видиме резултатите и од тоа прашање, а и од она прашање кое што беше, нели, дали би го реизбрале повторно Заев за премиер или не, значи дали заслужува. Ние гледаме дека, да речеме, кај македонците тој процент е 33 за да, со 46,3 за не. Значи, веќе има солидна негатива, да кажеме тука. Алберт, зошто е константата? Извини, само сака реченица да се доши. Така да, он се уште има поддршка од тоа гласачко тело, но моментумот дека има и луѓе албанци кои што гласаат, етнички албанци, за СДСМ, тоа е точно, но сепак најголемиот дел од нив се уште си гласаат за ДУИ, БЕСА, ДП и така натаму. Така да таа поддршка не мора да се преточи во поддршка на избори. На избори не мора да се рефлектира. Меѓутоа, Алберт, тука навистина константа за поддршката на Заев, албанците му даваат 55,1% шанса повторно да биде избран. Кај оценките повеќе се позитивни или висока тројка 33,8, па се 19,2 за четворка, 12-13, значи поголема е поддршката. А ако споредиме со претходни анкети, ќе видиме дека навистина нема отстапувања големи во нивните размислувања, и ако ја споредиме анкетата кога беше и за името, дали тоа ги поттикнува да му веруваат на Заев од една страна, затоа што видите, а од Министерството за здравство се подеднакво незадоволни и албанците и македонците во оваа анкета што имавме во понеделникот, и босанците, значи и за вработувањата и за другите прашања. За мене по-интересно прашањето колку е поддршката кај македонците, мислам дека баш тука името е една од причините зошто поддршката таму варира, затоа што таа не се рефлектира во поддршката за евентуални избори или реизбори. И тоа е поради причината што тоа прашање е најсензитивно за македонската заедница и тоа не е нешто ново што ќе го установиме тука. Од друга страна, неспорно е дека албанците има поддршка, затоа што за некои прашања кои ги потегна пред изборите покажа константа дека не е тоа предизборен некој балон кој после изборите ќе се надмине. Мислам дека друго прашање е побитно за тоа, дека не се гледа конкуренција во тоа прашање во однос на поддршката од албанската популација, и мислам дека тоа е сериозно прашање со кое ќе треба да се позабави и опозицијата, како дел од тие гласачи да ги привлече или да им стане попривлечна. Јас се сложам дека не сите што го поддржаваат и ќе го гласаат, затоа што ги гласаат и другите партии. Но во секој случај тој став и тоа мнение сериозно влие и на можноста и на капацитетот на албанските партии и нивниот маневарски простор кога се во прашање соработките. Тоа прашање нели стана многу актуелно и за време на локалните избори, каде што се напаѓа дали соработувате со опозицијата или не. И мислам дека тоа е суштинско прашање кое ќе треба да се анализира. Од друга страна, оваа влада не е влада која влезе со 80% позитивен рейтинг, па сега истиот се намали. Сето тоа тука некаде се движи, и сакам да кажам дека by default кај граѓаните, ако вие ги прашате дали сте задоволни, никој не е задоволен, затоа што се очекуваат промени, и ние не можеме да очекуваме од една анкета да направиме целосна анализа што било добро или што било лошо. Мислам дека личниот рейтинг на Заев укажува на тоа дека кај граѓаните се уште има надеж. Мислам дека ова треба да биде сериозна, како да кажам, сериозна порака и до него, да не биде само тој носителот на сите промени на целото движење, туку треба малце да се избалансира низ цела влада. Ќе видиме ова реконструкција што ја прават, како ќе влијае во стој, и дали ќе биде поединачна битка на Заев и на неколку министри, или ќе биде колективна работа ова. И трето, сигурно треба малце да поработат и на пиарот. Значи, не е оваа година глатка година која поминала, туку беше година каде што имаше прво проблем со конституирање, второ имаше проблем со филибастеринг, трето имаше проблем со локалните избори кои се by default
блокада на нормалното функционирање на владата, но тие не успеа овие аргументи да ги пласираат кај граѓаните и да бараат олеснување. Не е изговор, затоа што ова влада која дојде на власт беше свесна во каков Не, може би и ветувањата и очекувањата на луѓето беа големи, затоа што и ветувањата за промени беа големи. Апсолутно, и сега тоа не е разочарување се прети Но очувани за вие не анкетата. може да очекувате од сите граѓани да анализираат програмата, па периодот на програмата, Не, тие па само таймлајнот. очекуваат конкретни резултати. Апсолутно, Во местата И каде сакам да укажам на тоа дека тој оптимизмот повеќе е поединечен него што е групен оптимизам. Сакам да укажам и на тоа дека кецот и двојката и четворката и петката отприлике се на исто ниво. Тоа може да се определи со политичката ориентација, зашто ние сме длабоко поделено партиско општество. Се согласувам дека средината е таа на која сите треба да целат и се треба целат со различни стратегии. Опозицијата треба да цели со конструктивност, со надминување на некои трауми кои ги има, например, односот на сегашната опозиција со минатото владење, знаете. Да ќе видиме како стојат и тие анализи и анкети. И она што е сега на ред Боби да ни ги представи рейтинзите на лидерите на политичките партии, кој е најпопуларен, каде има поместување, кој изгубил од претходната анкета до сега процентни поени, кој е најпопуларен, а кој пак се стреми да оди кон тоа. Боби? Добитници или губитници или кој е најпопуларен лидер? Она што најмногу го очекува публиката вечерва, верувам, се рейтинзите на политичарите, но и на партиите. И ајде затоа малку неизвестност, па да не одиме со прикаж веднаш на целата листа, ќе почнеме од долу нагоре или некако измешано. Се топи рейтингот на лидерот на едно од крилата на БЕСА Билал Касами. Само 0,5% е довербата во него. 3% бил неговиот рейтинг во нашата анкета од мај лани. Бидејќи имавме отворена листа, тоа должен сум да го кажам, лидерот на второто крило на БЕСА Африм Гаши воопшто не се појавува на листата на првите 7, а на таа листа меѓу првата седморка го нема ниту лидерот на ДПА Мендух Тачи. Дали калкулациите со профилирањето на партиското делување му наштетија на Зијадин Села? Кој е одговорот? 2,9% е неговиот рейтинг, тоа е 1% поен помалку од ланската анкета, исто така спроведена во мај. 4,1% е процентот на оние кои сметаат дека лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети ја заслужува најголемата доверба и то има пат од цели 2% поени споредено со претходната анкета. И сега одиме погоре на скалата. Стабилен, со мала разлика споредено со претходните анкети е председателот Ѓорѓе Иванов. 9,9% сметаат дека тој е политичарот кој што заслужува најголема доверба. И иако повеќе не е ниту премиер, ниту лидер на политичка партија, Никола Груевски исто така ужива значителна доверба. И тоа, од 6,1% кои сметаат дека токму тој треба да биде политичар кој заслужува најголема доверба. Тука имаме огромен пат ако споредиме со ланската мајска анкета, кога Груевски за 1% поен беше во предност пред Зоран Заев и тогаш имаше 25,8%. И сега доаѓаме до новиот лидер на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Како политичар со најголема доверба го перципираат само 2,9% од испитаниците. Или тоа е поддршка во рамките на статистичката грешка на оваа анкета од плюс-минус 3%, но што тоа значи, Жане ќе објаснат подоцна твоите гости. И одиме кон последниот лидер. Многу критики слушнавме за политиките што ги спроведува во првите 12 месеци од премиерскиот мандат. Во првиот дел од анкетата видовме дека доби само оценка од 2,78%. Но актуелниот премиер Зоран Заев е политичар со најголема доверба од 24%.
од испитаниците. Освен екстремната разлика во рейтинзите меѓу Заев и Мицковски е специфично и тоа што останува стабилна поддршката на Заев кај албанскиот електорат од 16,2% и тој е вториот политичар по доверба меѓу албанците по Али Ахмети кој има предност од 1,7 процентни поени. Но секако овдека не треба да ги занемариме и оние други показатели, а тоа се овие бројки. 31,3% одговориле дека ниту еден политичар не заслужува доверба, 6,7% се изјасниле за некој друг, 11,5% е бројот на оние кои што одговориле дека не знаат или пак одбиле да одговорат. И еве за крај интегрално целата листа. Главна карактеристика голема екстремна предност на Зоран Заев пред лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Жане, во друштво си со искусни панел гости, подиумот и коментарите ви ги препуштам. Благодарам, Буби. Еве вака стојат рейтинзите на лидерите на политичките партии. Божиновски Заев има 24,1%. Можам да кажам дека во оваа анкета некако најстабилен Ѓорги Иванов и на претходните бил 9,9%. Зборувам затоа што тука е втор. Груевски е повеќе од Мицковски. Ако не знам, треба да се земе може би и времето колку е тој лидер, колку пак паднат Никола Груевски од претходно, меѓутоа она што е карактеристично е падот на Ахмети за 2%. На сите албански политичари. На сите албански политичари, што еве, значи сето ова отвара многу прашања за коментари. Добро, сега е, значи имаме ситуација каде што лидерот кој што беше начело на ВМРО ДПМН Никола Груевски, колку 14 години, е заменет со нов лидер и нормално е тоа дека генерално луѓето кои што се наклонети кон ВМРО ДПМН му даваат поддршка на Никола Груевски, му даваат поддршка на Ѓорги Иванов, да кажеме во анкетата до овие бројки што ги гледавме, а додека Христијан Мицковски е добар затоа што колку беше рейтингот на Христијан Мицковски, ако гледаме така пред 6 месеци, онда е пред 5 месеци начело на ВМРО ДПМН. Ако се вратиме да кажеме назад со години, Бранко Црвенковски имаше највисок рейтинг помеѓу сите политичари на СДС, ама и кога он си замина од функцијата и кога му беше функцијата умирување, кога беше председател, така да нормално е дека потребен е одреден временски период да помине за гласачите на партијата, во случајот ВМРО ДПМН, но без разлика која партија која што има нов лидер, го препознаат него како или неа како еден од символите на политичката партија и човекот кој што всушност го црпи својот политички легитимитет од таа структура. Така да ја очекувам дека многу брзо ќе има промена на овие рейтинзи. Што се однесува кај лидерите на етничките албански партии, па видите, села генерално е стабилен, значи оние истражувања кои ги правам, он успеа во според мене неговата основна цела, тоа е да ги преземе гласовите на ДП. Да ги преземе гласовите на ДП, тоа се види и по рейтингот, тоа се види и во однос на неговата перцепција. Така да ја очекувам дека на следните избори он скоро целосно веќе ќе може да очекува на сите оние гласови кои што одија кај ДП, тоа не се занемарливи, тоа се околу 70.000 гласови. Така да села во принцип си ја изработи она основна негова заложба, тоа е да ја преземе ДП и сега се разбира може да цели и кон нешто повисоко. Кај БЕС имаме ситуација каде што партијата се расцепи на два дела, тоа се разбира влие и на рейтингот на партијата, тоа влие и на рейтингот на лидерот, односно лидерите на Како го коментирате падот на Ахмети за 2% поени? Али Ахмети, значи, и во минатото, ја имам да кажем еден таймлайн, една временска рамка од 15 на години истражувања што сме ги работеле и кај него понекогаш знае неговиот личен рейтинг да се доближи до рейтингот на
на ДУИ, понекогаш да биде нешто повисок, но вообичаено е нешто понизок. Нешто, говорам ако да речеме ДУИ, карикирам, има 6%, Али Ахмети има 5 или 5,5%. Понекогаш знае да отиде и подале, но она што е најинтересно за ДУИ и пред се за Али Ахмети. Партијата после изборите во декември на тие избори беше во слободен пат. Сега партијата целосно успеа да се поврати и да ги врати своите позиции кои што ги имаше. Тоа мислам дека ниту му успеало на некој во Македонија, ниту во блиските на ќе може да се случи. Значи они успеа. Се разбира, тука беше факторот дека со распоредот на силите во парламентот они беа алката која што е задолжителна за кој да сака да прави влада без да има нови избори, но они успеа да се наметнат. Они успеа и преку законот за јазици. Знаеме што се случуваше, тоа беше негативно кај СДСМ, но многу позитивно кај ДУИ, се разбира. Нема отворени процеси за корупција, судски процеси, сите судски процеси кои што беа најавувани, за кои што имаше нели разговори, па се најавуваат докази, па од СЈО нели најавува дека наеднаш све се стиши, све се стивна и сега всушност излегува дека изминатите 10 години оние судски процеси кои што се водат се само владело само ВМРО ДПМН, ДУИ биле во опозиција. Алберт, ако гледаме, ако направиме крос-табулација и кај албанците, можем да кажем дека Ахмети е 17,9%, бидејќи ова го немавме кај Боби, Зијадин Села е 12,8%, и Заев е 16,2% и му е најблиску на Ахмети, ако кога ги прашале албанците кои биле анкетирани. И ниту еден, 38,9%, што исто така не е за занемарување, ниту еден, ова го зборувам кај албанците тоа го мислат, за разлика од македонците кои што пак најмногу доверба му даваат на Зоран Заев 25,7%, Никола Груевски 7,9%, Христијан Мисковски кај македонците има 4%. Тука е ставено Ѓорги Иванов 12,9%, а помалце, значи ниту еден 30%. Јас сакам да почнем од тоа ниеден. Значи дел од бројките ни се поклопуваат и во тие ниеден, например, имаме поголем дел од тие што го поддржавале Груевски затоа што има најголем пат и дел од овие кои кај што го имаме падот кај Ахмети, кај Села и така натаму, сите тие се условно речено паркирани во тоа ниеден. Прво, ВМРО поминува низ тој процес, јас се согласувам дека Мицковски дури добар резултат има за овој краток временски период во кој е председател и сериозно треба да ги извлече од тие ниеден тие кои го поддржувале претходниот председател, каде што имаме најголем пат. Најголем пат имаме поради сето тоа што се случува и поради фактот што не е дел од владеачката гарнитура. Кај нас има дел од електоратот кој се движи и согласно позицијата во однос на власта. Така да овие падови, затоа што тие негде треба да бидат. Ако немаме покачување, ако имаме пад кај Али Ахмети, кај Груевски, кај Села, тие негде се сместени и очекуваат што ќе се случи. Високата бројка на Заев во однос на таа тоа дали се задоволни од работата на владата е баш тоа преска што го кажав, дека во него го гледаат главниот мотор, движечки мотор на некои евентуални промени и поддршката е таму затоа што главното прашање кој е блокатор на сите други движења е дел од на меѓународната политика и прашањето со Грција. Но зашто се издвајат Ахмети и Села е баш поради новите промени. Ние имаме промени во кои Алијансата се дефинира више како опозицијска партија, тука секако дека се приклучи и тој електорат кој не бил за ДУИ, гласал за БЕСА и сепак сака да Билолка сами 2,1, веројатно преоѓа тоа и кај Села. Тоа мислам дека ќе изнадат, веќе слушаме дека имаат и преговори и разговори да формираат пратеничка група. Мислам дека долгорочно тој дел ќе се приспои затоа што опозицијски се настроени и ќе остана чиста опозиција, што долгорочно ќе им биде предност, затоа што не е лошо да си опозиција ако имаш кого да го напаѓаш. Од другата страна, мислам дека и фактот што Гаши не е ниво бројките е тоа што веројатно ќе му треба време да стаса на табела. Не само време, туку и кај граѓаните се гледа дека
стапувањето во влада е повеќе приклучување или аминувано од владеачката ДУИ, отколку само од СДСМ. Така да кај граѓаните, бар влада е мислене дека е консензуално кај двете главни владеачки партии приемот на новите политички партии, што мислам дека политички ќе влие врз нив. Дали ќе има некоја корелација помеѓу БСН Гаши и ДПА, па ќе пробаат да се консолидираат као некој заедничко тело, или тоа ќе биде во согласност и во соработка со ДУИ, тоа тек треба да го видиме. Но во секој случај опозицијскиот простор им го оставаат на села и касами, што верувам дека они ќе го искористат, но и бројките кај албанците укажуваат на тоа. Од друга страна кај македонците ви велам, Мицкоски има раст, нели тоа што вика дека пред 6 месеци го немал ни тој рейтинг, има раст. Мислам дека ќе треба добро да сработи за да се дигне на ниво да го надмине и Иванов, и после веќе верувам дека бројката од тие 33 што се за никој ќе почнат реално тие што се подржувачи на ВМРО да помене да се идентификуваат со новиот лидер, но сепак тоа е процес. Ја мислам дури и од каква катарза излегува дека релативно брзо тој процес и се движи. Ние гледаме организираат протести, така има, но секако дека некои други работи сепак на Ахмети да вратно дише само Зоран Заев со 16,2%. И сакам да кажам дека кај албанските политички партии после донесување на законот за јазици, после како да кажам, порелаксираниот пристап на правичната застапеност. Ние гледаме кадровски решенија кои доаѓаат не само од ДУИ, туку доаѓаат и од СДС, АСЕ албанци. Мислам дека им престои како на владеачките, така на опозицијските албански партии едно редефинирање како да му пристапат на политичкиот процес. Затоа што ако етнички прашања од политичка смисла не постојат, ќе се префрлат на економско поле, каде што во минатите 26-7 години не биле многу никакви резултати. Кликовски, како вие ги коментирате овие подеми и падови или растење на рейтингот на одредени лидери, на некои исто така поместувања кои што можам да кажам не се некои огромни, меѓутоа се значителни. Мојата прва обсервација дека граѓаните препознават како лидерство само ако е лидерство на политичка партија и надвор не постои концепт на лидерство и дека 7 луѓе консумираат 50% од гласовите, дека тие што се изјасниле за друг политичар 6,7%. Околу 7% се распоредени на 20 на други политичари, огромно министри и слично. Например, за мене во на председателските избори следната година ми е многу интересно да Стево Пендаровски, кој беше солиден кандидат на Социјалдемократскиот сојуз на минатите председателски избори, не е на листата на препознаени лидери политичари. Не, секогаш се лидери на политички партии. Мислам, тоа било од секогаш ќе си остане. Добро, Ѓорги Иванов има 9,9%, секогаш е на таа 9 Тоа е политичка функција. Значи веќе постои. Држи некој стабилен рейтинг. На другата страна, мислам дека ВМРО е таму кај што беше СДСМ 2013-2014, а СДСМ е таму кај што беше ВМРО. Например, ги гледа рейтинзите од 2013-2014, Заев воопшто го немаше во рейтинзите. Беа Данко Црвенковски, Радмила Шекеринска, Стефчо Акимовски, сосема други политичари. Данко Црвенковски го нема меѓу првите 20. Значи, за само 4 години од неговото пензионирање. Од друга страна, тогаш единствен политичар што го имаше на долгите листи на популарност од ВМРО ДПМ беше Никола Груевски, немаше никој друг. Сега сме во една обратна ситуација кај што Зоран Заев има консолидирано поддршката на оно што е гласачко тело или симпатизери на СДСМ и на листата ги нема некој од имињата што порано се спомнува, дури и активни политичари, како Радмила Шекеринска, например. Кај ВМРО очигледно дека гласачкото тело на или симпатизерите или они што би гласале за ВМРО ДПМ не е разбиено меѓу новиот лидер и стариот лидер и председателот Иванов. Председателот Иванов не котираше волку високо, само пред 1-2 години, ми се чини од 2015 беше многу низок.
можно е да неговата подесно позиционирање во текот на политичката криза му донесе зголемување на рейтингот, кој порано беше значително понизок, меѓутоа повторно тој мислам дека е поврзан со сегашната вршење на сегашната политичка функција. Брзиот пад на популарноста на Никола Груевски укажува дека патот на Христијан Мицковски е отворен. Кога настана замената на Заев, на Бранко Црвенковски со Зоран Заев, не одеше толку брзо падот на Црвенковски, ако добро се сеќам, ниту издигнувањето на Заев, така да Христијан Мицковски ја има отворено позицијата за да ја здобие довербата на оно што е гласачко тело на ВМРО-ДПМН. Начално расте рейтингот на Зоран Заев од минатата анкета во мај 2017 на лидери или е тука некаде јас мислам дека нема големи поместувања во останалите. Не, јас колку што се сеќам, таа е во рамките на статистичката грешка. Меѓутоа би забележал дека сега веќе во основа Заев има слична поддршка колку што има и СДСМ, што не беше претходно случај. Значи до минатата година, до април 2017 поддршката за Заев беше пониска од поддршката на Социјалдемократскиот сојуз. Беше специфично што и постоело Божиевски, колку што се кажам, да Груевски има поголем рейтинг дури и од партијата. Така. Значи тоа е некако типично за владетелите, за премиерите и за лидерите. добар лидер е пожелно да има подобар рейтинг од партијата, значи ја влече партијата напред. Го префрла легитимитетот, личниот кредибилитет и легитимитет врз партијата. Тоа се случи кај Груевски, кој што имаше веќе висок рейтинг и претходно. Значи не смееме да забораваме дека за разлика од некои минати лидерски смени, доаѓање на нови лидери, сега ние сме во ситуација каде што новиот лидер на ВМРО-ДПМН е првпат на сериозна политичка функција. Да речеме, Никола Груевски беше министер за финансии, многу добро познат на јавноста и предостранен лидер на ВМРО-ДПМН. Заев беше пратеник, беше со години градоначелник, беше нели лидер, па подпредседател, па пак лидер, како значи во оние турбуленции кои што се случува во СДСМ од 2008 2009 до 2013-14, така да и тој беше многу добро познат. Сега ние го имаме Мицковски кој што он е познат во своите кругови, професионалец, професор, беше директор на Елем и така натаму, но за пошироката јавност. Веројатно првиот негов за пошироката јавност се појави со Елем. Да, првиот негов настав мисля че не беше баш тука на ТВ Телма како директор на дебата со сегашниот директор на Тоа е една не повеќе од една година. Така да она што е најзначајно да кажеме во моментов за ВМРО-ДПМН за Христијан Мицковски е брзиот трансфер на легитимитетот од кој што он го црпи како лидер на ВМРО-ДПМН. Веќе он е легален лидер на ВМРО-ДПМН. И сега треба да го црпи легитимитетот, граѓаните да му дадат поддршка. Ова е солидно, ја очекувам многу бргу и тој да успее да го зголеми, односно се повеќе поддржувачи и симпатизери на ВМРО-ДПМН да се идентификува. Ја мислам дека реперот ќе биде он кој ќе го надмине Иванов, затоа што се релативно се збори за иста мислам политичка ориентација. Многу побргу се движи таа промена на легитимитетот сега кон Христијан Мицковски, отколку што беше тоа случај, да кажеме, Заев кога дојде во СДСМ. Тука имаше и други фактори, се разбира, но да не се навраќаме. Што една разлика од тој трансфер дека Бранко Црвенковски целосно се пензионира и се повлече од јавноста. Никола Груевски не е целосно пензиониран во политиката и се уште е присутен во јавноста, така да тој предизвик не треба да се заборави. Пратеник. Мислам дека тој е и стабилизирачки фактор за ВМРО-ДПМН кој тој трансфер ќе се направи, затоа што има ново
лидерство, има нов лидер и се додека бројките не се поклопат во смисла на новиот лидер, мислам дека тоа ќе биде проблематично за нив, така да што побрзо тој трансфер се направи, мислам дека ќе биде полеснителна околност и за самото ВМРО. Секојаш е проблем ако лидерот не успее да се наметне да го добие легитимитетот од поддржувачите на политичката партија. Но ова што го гледаме сега е дека тоа го кажем, процесот е многу побрз од колку ова што се случуваше. Добро, на некоја следна анкета. Веќе мислам дека многу брзо во некоја следна анкета ќе може да направиме и компарација да видиме како тоа. Веќе Кликовски некако најави каква е состојбата со лидерството, а каква е со партијата во однос на СДСМ, па еве Бубик има и оние резултати од анкетата во однос на политичките партии, доколку утре се одржат парламентарни избори, за која партија не е неверојатно да го дадете својот глас. Што би се случило доколку утре се одржат парламентарни избори? За која партија би гласале? Тоа е следното прашање, а резултатите се следи. Изборите, доколку утре се одржат избори, би ги добил Социјалдемократскиот сојуз, кој има поддршка од 25,5%. ВМРО ДПМН има поддршка од 20,6%, Демократската унија за интеграција има поддршка од 7,4%. Алијансата на албанците 2,9%, БЕСА 2%, Левица 1,7%. Ови 1,3% се однесуваат на партии како што се ВМРО Народна партија, Обединети за Македонија и други партии. Значајно 11,8% одговориле дека нема да гласаат, а 26,2% или не знаат или одбиле да одговорат. И должен сум за едно објаснување дека што се однесува до овие 2% за БЕСА, тука немаме некој разграничување за кое од двете крила на БЕСА се однесува ова прашање. Интересна е етничката кростабулација која покажува раст на довербата на СДСМ кај албанците, изнесува 3,2%, сега во мај лани била 12,4%, а во предизборната анкета беше 6%, или пак еден друг податок. Во мај, например, лани имавме мала предност на ВМРО ДПМН со 24,5% пред СДСМ со 23,7%. Сега таа разлика е многу поголема. Но овие податоци околу етничката и партиската кростабулација ги оставам за понатамошниот дел на анкетата. Одиме со следното прашање, некако се актуализира прашањето за можни предвремени избори, па да ја слушнеме, Жане, и оценката на твоите гости, што тие мислат и како ги читаат овие податоци. Еве да видиме како ги читат. Јас само да напоменам, во анкетата имало и прашања за кои гласале на последните избори, што не кореспондира можеби со реалните резултати. Тие што биле на телефон кажале дека 27,3% гласале за СДСМ во декември 2016, ВМРО ДПМН 23,6%. Ова го кажувам затоа што сегашниот резултат е 25,520,6% и слично. Во однос на кростабулацијата, да напоменам дека, например, кај албанците Дуи стои убедливо најдобро со 30,8%. Потоа е интересно што 13,2% од албанците би гласале за СДСМ. За Алијансата на албанците 12,4%, за БЕСА 8,5% од албанците, за ДПА 2,6% од албанците. Еве да не изоставам каква е состојбата кај македонците, 28% би гласале за ВМРО ДПМН, за СДСМ би гласале 28,5%, што ми дава за право да кажам дека ако се земат гласовите на албанците, би излегува дека скорот го прави СДСМ и со албански гласови. Сега тоа не знам дали може така се толку. Мислам дека станува јасно и од претходните елементи, а и од овие елементи тука, дека Зоран Заев ја открие формулата за успех во овој временски
период е тоа дека СДСМ не успеваше никако да го победи ВМРО-ДПМНЕ на полето на гласачи етнички македонци, тогаш они влегува во нешто што не е стандардно нивно поле на интерес, односно оно што беше оставено на ДУИ и на ДПА. Сите резултати и во изминатиот период и сега покажуваат дека водството СДСМ и пред една година и во септември го обезбедува со гласови од етнички албанци кои веќе треба да ги прифатиме како реални, а не како агитирани, наместени или слично. Тоа е едната работа. Втората работа, мислам дека сегашните резултати се многу слични на септември, односно скоро истоветни на септември 2017. Значи нема некоја поголема промена во исчекување што ќе се случи, бидејќи се уште се немат случено клучните работи, меѓутоа податокот дека веќе луѓето малку ги кријат своите ставови, например на контролни прашања за кого гласале во 2016 година, покажува дека веќе имаме обрната ситуација од претходниот период, која главниот фокус на анкетите беше да откријат колку има скриени гласачи за СДСМ, сега веројатно главниот фокус да се процени колку има скриени гласачи за ВМРО-ДПМНЕ, еве да симплифицирам, иако тоа веќе стана некој стереотип, колку луѓе во јавната администрација исплашени од анкетата, место да кажат едно кажале нешто да не ги проверат на работа. Друго, иако ова е стереотипизирање и веќе не е само фер. да напоменам, во претходни анкети сме имале такви кростабулации каде што се гледа дека јавната администрација која гласала и била проценти порано за ВМРО-ДПМНЕ, сега е гласачко тело и за се сменила состојбата во бројките, сега се за СДСМ. Така што мислам дека во основа гласачите се уште во една фаза на исчекување. Мислам дека незадоволството од економијата, образованието и здравството е тука, меѓутоа се уште се во исчекување да видат што ќе се случи со едната единствена карта на која игра ова влада сега за сега, и ова е крајно поедноставување, а тоа е споразумето членството во НАТО и ЕУ. И мислам дека таа приказна многу ќе влие како ќе се одвиваат ставовите на граѓаните. Притоа не мора да значи дека ќе има решањето исклучиво позитивно или негативно мнение. Ако договорот со Грција е фер, не гледам зашто не би го поддржале и етнички македонци, а не само етничките албанци кои се 90% за евроатлантски интеграции. Така да мислам дека се уште е една фаза на исчекување и да, има еден сентимент дека може би не се снаоѓаат во некои други подрачја, ама ајде уште малку да се даде време, меѓутоа морам да го кажам истото што го кажав претходно. На една година од владење на ВМРО-ДПМНЕ во 2006-2007 година имаше многу поголема консолидација на гласачкото тело и поддршка. Сега таа за СДСМ е на нивото од минатата година. Значи, власта не им помогна многу да го подобрат имиджот кај граѓаните, меѓутоа не е во намалување, бидејќи се уште мислам дека се сите во очекување што ќе се случи. Во очекување ќе ве оставам и вас, почитувани гледачи, затоа што реклами и продолжуваме со коментарите на Алберт Муслиев и Владимир Божиновски. Ни остануваат уште 10 минути за дебата во однос на резултатите од анкетата. Алберт, СДСМ да подсетиме 25,5%, ВМРО-ДПМНЕ 20,6%, ДУИ 7,4%, Алијанса на албанците 2,9% и натаму да подсетаме дека кај албанците за ДУИ 30,8%, ама за СДСМ 13,2%, а дури потоа Алијанса на албанците со 12,4%. Или во условно режим албанската политичка сцена и се два моменти. Првиот момент е односот на владеачката со опозицијата, така да тука кажав сериозно ќе има потези на консолидирање на опозицијата, двете кои се останати надвор, сигурно верувам под некакво
лидерство на алијансата и односот на двете кон СДСМ кој реално им конкурира во пазарот. И тука ќе има смена и на наратив, значи мора да се смени наративот. Ако го пратиме наративот на албанските политички партии од 90-та година до 2018 е различит и се поиќе економските теми. Да, меѓутоа како да се спасат од губењето на гласовите од страна на СДСМ? Ама тука е целата уметност што ќе треба. Ама тука е целата уметност што ќе треба да ја среда. Дури законот за јазиците кога проба да го промовира сите албански политички партии, имавме интервенција и од СДСМ и од ЗАЕВ кој каже дека овој закон не е донесен само од албанските политички партии, туку од сите. Така да таа конкуренција латентно ќе стои тука, мислам дека ќе стои и до изборите. Дали таа му дава пак предност на ЗАЕВ и на СДСМ, тоа што досега со Клековски го анализирав. Тоа ќе стои до изборите, дали тоа ќе го финализираат со некои евентуални предизборни коалиции, заеднички листи, пошто сето тоа и го слушаме и видовме и за локалните избори дека и предизборните коалиции се можни. Мислам дека албанските партии ќе пробаат и во таа смисла да одигра за да си го заштитат избирачкото тело да не им преминува. Од друга страна, сакаме еден момент да укажем. Ние ги гледаме пати кај ВМРО да помене. Ја не верувам дека тие кои се активни поддржувачи на ВМРО да помене нагло смениле страна. Може да од тие кои биле неопределени или така латентни гласачи смениле страна. Него ние падот треба да го гледаме и во бегањето и на немакедонските гласачи од ВМРО да помене. Ние за оваа тема многу ретко збориме, но ние реално имаме одлевање на турските, ромските и другите немакедонски гласачи кои беа претходно цела низа на изборни циклуси во јадрото на ВМРО да помене, тоа не многу го анализираме. Затоа нас вкупните бројки кои ни беа и поединечните бројки не ни се поклопуваа кај ВМРО да помене, затоа што многу мало се збореше за една сериозна категорија на турски гласачи, ромски гласачи, босански, српски, така натаму и така натаму. Така да мислам дека и за ВМРО да помене ќе биде сериозен предизвик оваа категорија на гласачи да ја врати во своите бројки, а дополнителен предизвик ќе биде да и они атакираат на евентуални албански гласачи, што мислам дека ќе претходи на една сериозна промена на наративот на ВМРО. Ќе мора малце да скусиме. Божиновски, како вие ги коментирате бројките? Па видите, сега невообичаено е да кажеме што сите оние претходни прашања покажува едно големо незадоволство на граѓаните тоа како се води државата, еве се речеме рейтинзите кои се. Ја она што го кажувам секогаш, рейтингот последен паѓа. Значи, прво се акумулира незадоволство од генералните политики, поединечни системски политики, незадоволство кое што се манифестира и на лично ниво, односно во однос на тоа што очекувал и што добил, фрустрацијата која што е сооднос помеѓу очекуваното и добиеното, за на крај рейтинзите да почнат паѓаат. Сега сме во една фаза каде што значи имаме една резигнираност на гласачкото тело. Јас искрено очекувам дека поддршката генерално кон партиите ќе биде и е многу пониска. Значи, ја не очекувам дека ниту до наредни избори кога да бидат, ние ќе имаме излезност каква што беше 2016 година, 67%. Очекувам дека ќе иде многу поблиску до она што беше 2006 или 2008 година, околу 54, 55, 56 проценти. Така да, мислам дека во бргу време, доколку не се случи нешто сосема неочекувано, па граѓаните наеднаш да бидат задоволни од тоа што се случува, ќе имаме сериозно намалување на поддршката, тоа кај СДСМ, кај ВМРО ДПМН, они се уште во консолидација. Се разбира дека во изминатите месеци они ниту го прави, ниту па може да атакуваат на нови гласови. Потребна е програма, визија, да се на некој начин да се заврши процесот на реформи и предпоставувам дека нивниот митинг кој што е закажан сега за 2 јуни всушност ќе иде почетната стартната позиција каде што они ќе почнат атакуваат кон тие гласови. Бидејќи немаме многу време за крај да видиме кои
практично во анкетава победил и бил подобар во ТВ дуел кој што беше неодамна помеѓу Заев и Мицковски. Мал куриозитет на крај, малку нескромно, но реално со топ тема на ваша страна воведовме многу нови елементи, креативни и иновативни како сакате. Делни ги копираат, делни ги крадат, но ете ние продолжуваме со нови чекори. Па така, имавме прв лидерски дуел по подолго време и ние за прв пат мериме добитник и губитник во таа дебата. И првото прашање, чисто статистичко, дуелот Заев-Мицковски го гледале 44,3% од испитаниците, 55,6% не го гледале. Но, клучното прашање е, кој е добитник, а кој е губитник во дуел? Или да бидам попрецизен, прашањето кое што беше поставено гласеше: без разлика кого повеќе поддржувате од двајцата, за кого сметате дека беше подобар во дебатата? Според оценките, дуелот го добил Зоран Заев со 40,6%. 35,5% сметаат дека дуелот го добил Христијан Мицковски. Процентот од околу 10% на оние кои рекле дека дуелот го добиле и двајцата или ниту еден е еднаков. Многу пати во текот на овие податоци, Жане, од овој дел од анкетата, бев во искушение да кажам дека немам коментар, иако и немањето коментар и е коментар. Но еве, конечниот коментар ви го препуштам. Повелите. Имаме уште 2,5 минути за коментар. Еве, Алберт, што мислите вие за дуелот и како го оценувате? 40,6 вело дека е подобар Заев, 35,5 смета дека бил подобар Мицковски. Меѓутоа, добро што 10% рекле дека ниту еден. Мислам, исто е мислењето на тие. Прво, реално треба да се поздрави и се надевам дека ова нема да биде one time show, него ќе стане некоја традиција, можеби форматот ќе треба да се смени. Добро, беше малце зачудувачки дека нема избори, а има дуел, тоа не е очекувано. Но во секој случај треба да се бараат такви да бидат значи ми изгубивме и имагинација како е тоа овој лидери да излезат на дуел. Второ, за мене беше благо агресивен дуел, така да беше прилично конзервативен во однос на нападите кои што ги очекував од двете страни. Може би и тоа наша европеизација, но во секој случај се надевам дека на идниот дуел ќе бидат малце подиректни, поконкретни и понападни, за да можеме ние како гласачи или како граѓани да дојдеме до одговорите кои ги бареме. Но како за прв пат, мислам дека е за поздравување, но пак ќе ви кажам, релативно беше нежен дуел од тоа што очекува граѓаните. Кој како победил, и тие бројките таму се рефлексија и на поддршката што имаат двете страни. Клековски, вашето? Секако е чеко за поздравување, секако е загрижувачки, дури половината од граѓаните го гледале дуелот, што укажува не на се уште висока политизираност во Македонија, меѓутоа и тоа отприлика одговара на бројот на одредени граѓани, што знаат за кого ќе гласаат. Мислам дека оно што недостатство не е повеќе агресија, јас бас сакам да бидат покултурни, нема атрактивност, ние сме научени на... Мислам дека беше разблажена во должината на трајањето, пократко, поконцизно, за да можеме да го офатиме почетокот и крајот. Меѓутоа, мислам дека гледајќи ги бројките, е победа на Христијан Мицковски сепак, пошто стартува од позиција на нов лидер на ВМРО-ДПМН и се изброи да преку дуелот ја зголеми својата легитимност, бидејќи бројките се меѓуетничките македонци се барабар. Мислам дека е важен чеко на негова страна. Дали граѓаните излекува нешто од ТВ дуелот, освен кој е подобар, се надевам во некој следен дел ќе има малку потемелна анкета за да видиме на што граѓаните ги темелат своите оценки и дали излекле некакви заклучоци. И вие имате на крај уште една минута во однос на оценките за дуел. Па добро, тоа е дуелов нормално дека ќе го гледаат сите, бидејќи еден политички куриозитет кај нас. Од тоа не сме имале дуел.
Од Бранко Црвенковски и Лјупче Георгиевски. 98 На година. Ајден телевизија. Од 98 година, така да, значи ова беше еден, би рекол, мини спектакл и нормално дека дури оние гледачи кои што можеби не ги интересира толку политиката, сепак барем еден ден изгледале. Аз се согласувам дека долг беше дуелот. Значи се надевам дека ќе има следен кој што ќе биде малку поинаку концепиран, кај што ќе имаме точно определена временска рамка која нема да поминува, да речеме, 1 час или така нешто, затоа што колку тоа трае подолго, толку и гледачите се заморуваат, толку и поентите се трошат, се губат и на крај тешко и да се излече закон. Токму поради должината сметам и дека перцепцијата дека беше некако релативно млак, луѓето очекуваат тука. Да, го навијате тоа во еден час. Тешка артилерија. Ако е веќе во еден час, тогаш треба да бидат многу побрзи, многу подиректни и ќе имаат и помалку време за мислење за разблажување. Може би да се смени малце, пошто треба малце. Добро, ќе видиме. Инаку е доста позитивно за од ова што гледам, ако го споредиме со бројките што излегле за партија и за лидери, што генерално Христијан Мицковски е перцепиран како само да напоменам дека телевизија Телма побара ТВ дуел да биде на оваа телевизија, знам дека и Алсат побарале, меѓутоа ете лидерите се решија тоа да биде МТВ, иако МТВ не беше меѓу тие што бара дуел, веројатно јавниот сервис го одбрале за такво нешто. Прашање нели дека нашите телевизии пак можеби ќе го спакувале поинаку и поатрактивно, пак јавниот сервис му е тоа и работа. И така да не должам многу, ви благодарам за вниманието. Ова беа резултатите од анкетата, каква е состојбата и кај политичките лидери и нивниот рейтинг и кај политичките партии. Оставете со програмите на Телма.